Сте биле во Дојран за прв пат, сте во Валандова, минатата година многу валандовчани беа таму. Очекувате ли вечерва да направите бум во Валандова со оглед на тоа дека Супер Хикс веќе стана голем бренд, не само во Македонија, туку и на Балкана? Па, прв пат сме после 18 години, оваа година прославуваме полнолетство и се надеваме дека во најмала река ќе поминеме онака како што би поминала Цеца или Лепа Брена. Зборам за луѓето и за атмосферата. Единствено што не можеме да им понудиме повеќе на валандовчани, тоа се силиконите, бидејќи сме 6 момци во бендот. Што одложивте за да дојдете во Валандово или ова е само проба за вашата голема турнеја која што следи? Па, добро, турнејата не е споена, тоа ќе бидат расцепкани концерти цело лето, веќе утре заминуваме за Србија, свириме еден многу интересен фестивал во Палич, тоа е покрај Суботица. Инаку ќе има концерти во Германија, ќе има концерти по Балканот и така натаму и така нааму. И се надеваме дека ќе ни се повтори оваа година од лани, која беше доста плодна и во Македонија. Искрено, пред тоа немавме многу можност да свириме на Македонија, баш ни е драго што се менува тоа. Ево во Валандово, те кажам, не сме биле, ова е прв пат да свириме тука и се надеваме дека ќе биде одлично. Ги споменавте силиконите на почетокот, меѓутоа Балканот го тресе турбо фолкерска музика. Не е само можеби до самите пејачи ваши колеги, сепак тие се ваши колеги, меѓутоа тука имаат голем удел медиумите кои што на големо тоа го форсираат. Ме интересира за тоа како сте прифатени во Србија. Па види, Балканот го тресат или земјотреси или не дај Боже конфликти или турбофолк. Мислам дека време дојде турбофолкот малку да се стави на страна. Баш вчера објавив еден пост на Facebook, значи најновото од нас е тоа што за прв пат снимивме песна на српски или на српско-хрватски или на хрватско-српски, како сакате. И мојот пост беше со ова директно им влегуваме со клизачи на српските турбофолк звезди кои што толку многу ги имаше последние години тука. Значи до сега доаѓа тие кај нас, сега ние ќе почнеме да се појавуваме на Грант, на Пинк, САД, ДМ, Радио Телевизионе Косова и сите тие останати телевизии во регионов. Значи ќе пробаме да ги потиснеме сите оние турбофолк имиња на сметка на рок-н-рол. Кажи ми, во Македонија, каде се слуша најдобра музика? Па не можам да кажам каде се слуша најдобра музика, има, не знам, постојат доста градови каде што сме имали одлични концерти, одлични свирки. Морам да признам дека лани бевме изненадени од јужниот дел од нашава земја, затоа што за прв пат например настапивме во Радовиш, за прв пат се случи 2 пати во еден месец да настапиме во Гевгелија. Ја во Дојран не се сеќавам дека сме свирале претходно, сега во Валандово. Мислам дека со овој дел од Македонија се случува нешто многу интересно. И мислам дека овој регион почна да живее малку поквалитетно кога станува збор за музика, ноќен живот и така натаму во однос на, не знам, дури Скопје ќе го споменам, кој што е доста умртвено последниве 2 години, многу малку работи се случуваат на било кој план и можеби и баш и подобро што е така, малку да го одмориме главниот град, нека почнат функционираат други места, па Скопје кога ќе се опорават сите тие трауми и турбофолкови, ќе го вратиме назад. Да се вратиме на Валандо. Супер Хикс има колку? 4 албуми до сега снимено? 3 студиски и еден лайф албум и веќе почнеме да ги вадиме сингловите за новиот албум, значи одиме сингл по сингл. Новиот албум е веќе пола снимен, 6 песни се снимени, од кои нели 2 беа Африка и На лута рана, кои веќе ги сфрлевме како синглови. Најновиот сингл кој што ќе се вика, барем се уште е работно насловен како Ти треба некој, ќе биде исфрлен за најдосна недела дена. Вечерва ќе биде концертно промовиран тој сингл. Тоа ме интересира, че вечерва што ќе им понудите на Валандо? Па ќе свириме се што сме свирале последниве 15 години. Значи планираме добра журка да се случи, да отсвириме сите хитови, не знам, од Оптимиска, Африка, Раде, глупави песни и така натаму, и вклучувајќи го и нов сингл, баш ќе тестираме денеска прв пат пред домашна публика. Премиерно ајде, да речеме ексклузивно валандовчани ќе го чујат тој сингл. Веќе бевте во клубот кој што вечерва ќе настапите, ги исполнували условите за да биде ваш домаќин? Па мене ми се гледа како доста фино место, доста е големо. Ја очекував некој помал клуб, да бидам искрен, делува доста големо. Знаеш што е најинтересно, во Скопје веќе ваквите клубови не функционираат. Пола и повеќе се испозатворени, баш пак ќе ти кажам, драго ми е што во помалите градови функционираат
вакви дискотеки, вакви клубови и може да се свири конечно. Не, јас бев на почетокот разочаран кога ти кажа за турбофолк музика, затоа што ваквите клубови веќе и кај нас се претворат во турботеки. Тоа ми беше зборот уште на самиот почеток. Мене ми е жал што ваква е вистината, меѓутоа вечерва верувам дека ќе стане некоја револуција и ќе се вратат луѓето на добрата музика. Баш ние добивме таа информација и со таа мисија и цел дојдовме да, нели, на Волндовчани ме вратиме повторно квалитетната музика на менито. И мислам дека ќе разговараме после концертот дали е нешто сменето во таа насока. Нашата мисија е таа. И директно, значи уште еднаш кажам директно напаѓаме на Pink, ДМ, САТ и Океј, добро реклама, доста реклами правевме. Кажи ми кои се вашите планови за пошироко, мислам Европа, не, за фамилија не. Не, пошироко со оглед на тоа дека ве знаат низ Европа, меѓутоа промовирање на MTV, па учествување на MTV Music Awards, ималите ли такви нема? Добро, ние веднаш во конкуренција за овој оригиналниот MTV акт, за жал не отидовме, можеби повторно ќе бидеме, не знаеме, тоа се зависи од нивните уреднички моменти. Не знам сега за минатата година не бевме воопшто во таа конкуренција затоа што веројатно ни треба еден подобар спот, подобар сингл и така натаму. Се надам дека токму оваа песна која што ја спремаме да биде и пуштена на регионалниот MTV за прв пат на српски јазик, ќе видиме тоа еден нов момент за нас, ќе видиме како ќе помине. Дека баш тоа ќе ни помогне малку. Добро, ние настапуваме на страна, меѓутоа малце повеќе да поработиме на таа публика и на, не знам, може да се случи и на тој момент да ја добиеме таа MTV Regional Act награда и да отидеме во некоја далечна земја како што е Азербејџан, Таџикистан или слично. Супер, ти благодарам многу, вечерва многу позитивна енергија во Валандо ви посакувам и добар впечаток пред се на нашите луѓе тука. Благодарам и на вам и на сите валандовчани, препорачувам најтопло, ако не им пишеме неоправдани да дојат вечерва да ги слушаат Супер Хикс и ако не играат, исто ќе имаат уште по еден неоправдан и на крај само би ја цитирал една наша македонска поп дива I agree, I hope. Ето тоа. Секој е секо му храна, во оваа мала савана. Секој е секо му храна, во оваа мала савана. Секој е секо му храна.